Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Денеска започнаа подготвителните активности за реконструкција на плоштадот Крушевска република. Сдруженијето на лица со дијабет тип 1 од Охрид го одбележа светскиот ден за борба против дијабетесот. Охридски комуналец и општина Охрид во недела го организираат настанот "Чисто е убаво, Охрид селектира". Секоја сабота во црквата Света Богородица Каменско ќе се одржуваат интерактивни трибини за млади. Во Италија разбиена криминална мрежа на џепчи од Босна и Херцеговина. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево и топло време, со максимална дневна температура од 14 степени Целзиусови, која е над повеќе годишниот просек за овој период од месец ноември. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува претежно ведро и студено време. Над Западна Европа продолжува влијанието на длабок циклон кој се наоѓа над Атлантикот, кој носи обилни врнежи од дожд и силен ветер на Пиринејскиот полуостров и Западна Франција. Северна Европа е под стабилен висок воздушен притисок со суво и студено време, додека на истокот се задржува постуден воздух со локални врнежи од снег. Во Централна и Јужна Европа ќе превладува претежно сончево и студено време. Балканот се наоѓа под влијание на антициклон кој обезбедува претежно стабилно и суво време. Во источните и јужните предели можни се слаби врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 14 до 19 степени. Во Македонија во сабота во утринските часови по котлините ќе има појава на магла. Во текот на денот ќе превладува сончево и релативно топло време за овој период од годината. Утринските температури ќе се движат во интервал од -2 до 6 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 11 до 19 степени. Во Охрид во сабота по студеното утро и температура од 3 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 14 степени. Во Охрид во недела по студеното утро и температура од 4 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со максимални 14 степени. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди, минималната температура од 5 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 13 степени. Во вторник ќе превладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд, минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Бидејќи кога ќе си подадеме рака, никогаш не сме сами. Сава осигурување. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења.
како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Денес започнаа подготвителните активности за реконструкција на плоштадот Крушевска република, со кој значително ќе се подобри изгледот на централниот дел на градот. Проектот за реконструкција предвидува ново партерно уредување со гранитни плочки. Ќе биде поставено модерно јавно осветлување и современа урбана опрема. Исто така предвидено е и соодветно хортикуларно уредување, информираат од локалната самоуправа. Во теренски увид на просторот каде што ќе се одвиваат градежните работи беше градоначалникот Кирил Пецаков, заедно со дел од администрацијата која е задолжена за реализација и следење на проектните активности, како и директорите на јавните предпријатија. Вредноста на проектот е 45 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Охрид. Изведувач на градежните работи е АД Карпош од Скопје. Со низа настани Сдруженијето за лица со дијабет тип 1 од Охрид го одбележува Светскиот ден за борба против дијабетесот. Ова заболување е едно од најзастапените во Охридско-Струшкиот регион. Загрижува фактот што расте бројот на заболени од дијабет и во светски рамки. Расте бројот на заболени лица од дијабет во Охридскиот регион. Во светски рамки оваа болест се смета дека има секое четврто лице, а според Центарот за јавно здравје Охрид дијабетот е трето најзастапено заболување кај населението. Причините се лоцираат во современиот начин на живот: стрес, нездрава храна и недостиг на физичка активност. Познато во светот како причини, голема причина за тоа е стресот, кој што не можеме да го регулираме. Сега надамна бев на едно студиско патување во Сомбор, каде што се сретаме со еден професор кој што цело време истражува дијабетот, колку е поврзан со пушењето. 40% од заболените значи го добиваат преку конзумирање на цигари, они посебно оние кои што почнале од рана возраст. За жал, она што е карактеристично е што веќе многу деца се со дијабет, посебно ако се работи кај дијабет тип 2, тоа се деца кои што се со прекомерна телесна тежина, значи дебелината е голем проблем и секако сите оние други пропратни фактори кои што се веќе општо познати. Дијабетичарите од Охрид со низа активности го одбележуваат денот за борба против дијабетот 14 ноември. Денови организираа неколку едукативни предавања, готвење здрава храна, предавање за конзумирање на сирова храна, како и крстарење со оброд за релаксација и намалување на стресот. Имавме и средба со локалната самоуправа, затоа што еден од приоритетите за наредната година ќе ни биде во соработка значи со нас да размислува локалната да креира политики за лица со дијабет и за здруженијето кое што се занимава со оваа проблематика, затоа што како здружение и како и сите други се соочуваме со проблеми, значи немаме основни средства за нормално функционирање, а сметаме дека поради тоа што здравјето и текако потпаѓа под локалната власт и треба да се грижи за здравјето на луѓето и за дијабетот треба да покаже општината сенс. За среќа наидовме на
позитивна реакција, препознаена беше нашата идеја како добра, меѓутоа преку службите треба сега тоа да биде процесирано и да видиме што ќе се случи. Имаме едно прекрасно кастарење на заедисонце со членовите, сакајќи онака да ги почестиме една релаксирачка тура преку езерото, затоа што да речеме пловиме, на тој начин да ја пренесиме потребата од поддршката и од чувањето на самите себе од дијабетот. Понатаму ќе имаме уште едно предавање, имаме гостинка од Сомбор, почитуваната докторка Соколов Лилјана, која што ќе ги презентира пред членовите наодите од неодамнешното истражување кој што го правевме помеѓу македонците, србите и унгарците, поврзано со дијабетот, со квалитетот на живење. Ќе имаме исто така и спортска активност во понатамошниот период, ќе танцуваме малку за дијабетот. Сдруженијето на лица со дијабет најавуваат силна едукативно-превентивна кампања за заштита на децата. Ќе организираат предавања во сите основни училишта, каде што ќе бидат опфатени учениците од 12 до 15 години. Фокусот ќе биде здравата храна и спортот. Јавното предпријатие Охридски комуналец и Општина Охрид во недела 16 ноември организираат поп-ап настан. Чисто е убаво. Охрид селектира. Настанот има за цел на интересен и интерактивен начин преку едукативни игри, активности и забава за сите возрасти, до граѓаните и посетителите да ја доближи темата на селекција и правилно постапување со отпад. На настанот граѓаните ќе имаат можност да учествуваат во повеќе активности под водство на наставниците и учениците од дел од основните училишта кои се вклучени во едукативната програма на проектот Одржливо управување со отпад на локално ниво. Настанот ќе биде придружен со музика, информативни и едукативни материјали, а ќе се одржи на градскиот плоштад со почеток во 11 часот и 30 минути. Настанот е организиран со поддршка од проектот Одржливо управување со отпадот на локално ниво, финансиран од Шведска и реализиран од Salar International. Во време кога проблемите, искушенијата и пороците на современиот начин на живот се повеќе ги притискаат младите, свештенството од Света Богородица Каменско прави обид да го слушне нивниот глас и да им ја приближи религијата. Секоја сабота, започнувајќи од утре, по вечерната богослужба ќе се одржуваат интерактивни трибини на теми од секојдневниот живот, на кој е добре дојден секој што е заинтересиран. Свештенството на црквата Света Богородица Каменско започнува со организирање трибини на разни теми од секојдневниот живот, проблемите и искушенијата со кои се соочуваат младите луѓе во современиот свет. Станува збор за интерактивна трибина која ќе се случува секоја сабота после вечерната богослужба во 17 часот во административните простории на црквата. Младиот човек ја чувствува црквата како нешто круто, далечно и недостижно, нешто за кое самиот човек не е достоен, но ние како луѓе сме повикани преку верата и Бог и кон покаяние и кон спасение, вели иницијаторот на трибините отец Љупчо Бакрачевски. Ова е нешто ново, не станува збор за веронаука класична или од класичен тип која ја познаваме. И тука е целта двојна, значи сугуба што велиме со црковнословенски речник. Целта ни е да ги доближиме и да им објасниме црквата на младите, за да го чујат гласот на црквата, меѓутоа исто така цел ни е и црквата да го чуе гласот на младиот православен свет. Бидејќи во денешно време многу тешко младиот човек се соочува со разноразни искушенија, премрежија, преполно пороци, и веќе доаѓаме до ситуација каде што дури младиот човек веќе не знае кој светски тренд е полезен или е нормално да се прифаќа, да се биде модерен, а кој веќе станува душе погубена. Тоа е страшно за секоја душа, особено за православниот човек, што мора да знае кон што се стреми и како раководи со својот живот. Со благослов на митрополитот Дебарско-Кичевски, неговото високо преосвештенство господин Ѓорги, циклусот на трибини започнува утре 15 ноември, а првата тема е заедницата која го преживеа падот, односно посветена е на брачната заедница. Трибините се од отворен тип, добре дојдене секој човек и потенцираме дека трибините се интерактивни, значи станува збор за предавања, меѓутоа со многу повеќе време оставено за прашање, за размислување, за дебати, за дискусии. Ќе оставиме простор за да јавноста го искаже и
своето мислење и своето незадоволство и така натаму, така што се надеваме на добар, убав, отворен пристап кон младите. Отецот Љупчо Бакрачевски очекува голем интерес и се надева во скоро време административните простории на црквата да станат претесни за сите оние кои ќе сакаат да учествуваат на трибините. Месец ноември, согласно календарот на традиционални активности на Црвен крст на Република Македонија, е посветен на борба против болести на зависности, дрога, алкохол и цигари. Оваа година месецот на борба против зависности се одбележува под мотото «Информирај се и донеси одлука». За таа цел, општинските организации на Црвен крст ќе организираат врснички едукации за средношколци и панел дискусии за млади, со учество на експерти од центрите за социјална работа, здравствени установи и организации кои се занимаваат со оваа проблематика. Во соработка со СВР Охрид и Црвен крст Охрид, во регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски се одржа едукативно предавање на тема болести од зависности, како дел од проектот Кажи да на животот, не на дрогата. Учениците имаа можност да се информираат за ризиците од зависности, да поставуваат прашања и да слушнат совети за превенција и здрави животни навики, информираат од училиштето. Ова Раструга поднесе кривична пријава против 55 годишно лице од Струшко село Подгорци, поради постоење основни насомнение за сторено кривично дело кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен газ. На 18 септември 2025 година, при контрола на мерни броеви било утврдено дека тој неовластено извршил премостување на мерната опрема, при што директно од мрежата превземал нерегистрирана електрична енергија. На тој начин тој се стекнал со противправна имотна корист од 184.329 денари, информираат од Министерството за внатрешни работи. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.